Губите концентрација, премиере? Се деконцентрирате од нешто? Или немате спремно ливче за да одговорите за ова прашање? Очигледно немате спремно ливче, некој не ве е спремил доволно, заради тоа што јас ова прашање го доставив, тоа беше првото прашање, го поставив на Бочварски. Дали знае во каква игра се впуштил и дали знае всушност дека ова што го направил сноси одговорност. Еве, например, јас ќе одговорам, бидејќи очигледно Бочварски бега, премиерот не знае што да каже, затоа што сето ова што беше изложено на оваа говорница е со сигурност точно. Предходно, министерот за финансии потврди дека Република Македонија е задолжена за овие автопати и за овие коридори, за кои што се уште нема ставено ниту една лопата, но не и се. Одговорност ќе има и одговорност ќе се сноси. Сега, јас би сакала да ви прочитам еден член од законот, кривичниот законник, а тоа е членот 353, согласно кој службено лице со пречекорување на границите на своето службено овластување на друг му нанесува штета, ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 3 години. Дополнително, став 5, ако делото е сторено при вршење јавна набавка или на штета на средствата на буџетот на Република Македонија, од јавни фондови или од други средства на државата, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку 5 години. Вие, господине Бочварски, сте подпишале, се единствен подписник на ваквиот штетен договор. Одговорот ви е на... Ели, одговорот е кон председателот на владата. Оставите го, Бочварски. Ви благодарам на укажувањето. Господине Благоја Бочварски, млад министер сте и можеби имавте намера да бидете еден од подобрите. Меѓутоа, ве излажаа овие напред што седат и ве насамарија само вие да сте подписник на договорот. Зарем тоа не е случајно? Случајно, заради тоа што таму има одговорност, особено за оној кој што презел обврска да спроведе неуставни измени на законите кои што сакавте да ги спроведете. Ова е клучното. Ви благодарам, немам никакви дополнителни прашања и не сум задоволна од одговорите.